Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Хуманитарна акција на учениците од Ванчо Питошевски и волонтерите од Црвен крст Охрид. Започна да функционира Канцеларијата за заштита на потрошувачите во Охрид. Ке се реконструира болницата за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан. Струшките педијатри ке се грижат за сите деца кои имаат потреба од медицинска помош, но апелираат побрзо да се реши проблемот со детското одделение во Охрид. СВР Охрид со мерки против нелегалната трговија со пиротехника. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и потопло со пораст на температурите до максимални 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде умерено облачно со појава на магла по долините и котлините. Во петок над најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со слаби локални врнежи од дожд, но ќе биде релативно топло поради јужно воздушно струење над Европа. Во областа на Алпите и во источна Европа врнежи од снег и пониски температури. Во останатите делови од стариот континент претежно ветро со локална облачност, но и понатаму многу студено со температури под повеќегодишниот просек. Во северните, централните и приморските предели на Балканскиот полуостров, долж Јадранското море, времето нестабилно со врнежи од дожд и потопло. Во останатите делови од Балканот претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури од 6 до 22 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во утринските часови во петок по котлините појава на слаба магла, во текот на денот умерено облачно со повремени сончеви периоди и ветровито време. Попладне во западните и југозападните делови намалување на облачноста и се повеќе сончеви периоди. Минималните од 4 до 9, максималните дневни температури од 14 до 18 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и потопло. Попладне намалување на облачноста и се повеќе сончеви периоди. Минималната 9, дневната 16 степени. Во сабота во нашиот град времето умерено облачно. Ќе има повремени врнежи од дожд, но ќе биде топло. Минималната 7, дневната 14 степени. Во недела умерено облачно време. Ќе има сончеви периоди, ќе биде посвежо со максимална температура до 11 степени. Во понеделник во Охрид времето претежно сончево со локална облачност, но посвежо со пад на температурите, минималната 2, дневната 9 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мистрешево, Струга. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Нутрино Јуниор. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Нутрино Јуниор. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Топли оброци за социјално загрозени граѓани од Охрид ќе приготват учениците од Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски. Учениците, професорите за стручно образование и обука и волонтерите на Црвениот крст од Охрид ќе ги приготват и достават оброците во рамки на месецот на дарување Радосен декември. Целта на хуманитарната акција е сите да ја почувствуваат топлината на празниците, при што Црвениот крст ги повикуваат да се вклучат и охридските угостители. Повеќе од 80 топли оброци ќе припремат учениците од Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски, наменети за социјално ранливи граѓани од Охрид. Иницијативата е на ученичката заедница од ова училиште, а ќе се реализира како заедничка хуманитарна акција со волонтери од Црвениот крст Охрид во рамки на месецот на дарување Радосен декември. Уште еднаш сакам да повторам и многу ми е мило што оваа акција е на иницијатива на учениците кои што преку ученичката заедница сака да им се помогне на овие ранливи категории. Оброците ќе содржат комплетен топол оброк со десерт, ќе бидат квалитетно припремени во хигиенски услови од страна на учениците во кабинетите во практичната настава под покровителство и менторство на професорите во регионалниот центар Ванчо Питошевски. Сашо Точков, председателот на Охридскиот Црвен крст, ги повика и угостителските објекти во градот да се приклучат на оваа хуманитарна акција која трае од 20 до 23 декември. А она што е битно и што сакам да нагласам и да ги охрабрам и повикам и рестораните во Охрид, кои што угостителските објекти, хотели и ресторани кои што можат да се приклучат на оваа акција, ќе трае од 20 до 23 декември, кој колку може да приготви соодветен топол оброк и истиот ние ќе дојдеме, ќе нормално да биде соодветно спакуван, ќе го подигнеме и ќе го однесеме онамо каде што навистина е најпотребно. Ваквиот тип на хуманитарни акции се прави со цел и овие категории граѓани да ја почувствуваат топлината на новогодишните празници и да бидат почестени со еден убав оброк, велат од Црвениот крст Охрид, и најавуваат нови предновогодишни хуманитарни активности во рамки на месецот на дарување Радосен декември. Започна да функционира канцеларијата за заштита на правата на потрошувачите во Охрид. Отворањето на канцеларијата е дел од првата 2-годишна програма за работа на Советот за заштита на потрошувачи во рамки на локалната самоуправа во програмата за 2022-2023 година. Предвидени се низа активности, чија основна цел е подобрување на состојбата со правата на граѓаните како потрошувачи на територијата на општина Охрид. Денеска беше промовирана Канцеларијата за заштита на потрошувачите во општина Охрид. Канцеларијата ќе обезбедува помош, едукација и советување на граѓаните за нивните права како потрошувачи. Истата ќе дава и консултантска поддршка на локалниот совет за потрошувачи и следење на состојбите на локалниот пазар од интерес на потрошувачите и информирање за истите, кажа денеска на пресконференција председателот на советот Вангел Спировски. Ги повикувам потрошувачите ако имаат некој проблем, некои информации што сакаат да ги дознаат повеќе заштита на потрошувачи, да се обратат до оваа канцеларија, како да го решат проблемот, каде да се обратат, по која институција, кои информации им требаат за да ги остварат нивните права како потрошувачи. Отворањето на канцеларијата е дел од првата 2-годишна програма за работа на Советот за заштита на потрошувачи во рамки на локалната самоуправа. Во програмата 2022-2023 предвидени се низа активности чија основна цел е подобрување на состојбата со правата на граѓаните како потрошувачи. Ке се спроведува едукација на граѓаните при купување на топлотни пумпи, инвертер клими, за читање на декларации на прехранбени производи, како и едукација на децата како потрошувачи од општинските основни училишта во рамки на предметот вештини на живење. Во тек е реализирање на иницијатива за формирање на сектор за грижа за корисници што е предвидено со новиот закон за заштита на потрошувачите и представува обврска која мора да ја исполнат јавните предпријатија. Мислам дека се во тек да се реализираат овие сектори, каде што граѓаните ќе може да поднесат приговор ако имаат некој проблем од услугите што ги добиваат од јавните предпријатија. Значи имаме одлична соработка со јавните предпријатија по однос на ова прашање. Значи, ќе може да се поднесе електронска поплака, да биде електронски одговор, ќе може на нивните веб страни да се добијат информации каде да се обратат, ќе има човек одговорен што ќе може да контактира со потрошувачите во секој време кога ќе има некој приговор. Локалната власт директно придонесува во напредувањето на заштитата на потрошувачите, заекнувањето на позицијата на граѓаните како потрошувачи, заштитата на нивната сигурност и економските интереси представуваат клучни цели во програмата, истакна советникот Перчо Божиновски.
Да се подобри заштитата на потрошувачите во општина Охрид не е само прашање за унапредување на правата на потрошувачите, туку тоа претпоставува и изградба на такво опкружување што помага потрошувачите да ги користат своите права, да имаат пристап до информации и советување, да ги препознаат основните стандарди за безбедност на производите и нечестните практики на пазарот. Канцеларијата за заштита на потрошувачите е отворена за граѓаните 2 пати неделно во деновите вторник и четврток во периодот од 10 до 14 часот. Ке се реконструира специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан од Охрид, преку Центарот за развој на југозападниот регион. Средствата за проектот се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската амбасада, за што денес беше подпишан и договор. Реконструкција на Центарот за кардиологија во Охрид е предвидена со проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој фаза 2. Договорот за финансирање на овој и уште 6 други проекти за развој на планските региони во Македонија го подпишаа министерот за локална самоуправа Ристо Пенов и швајцарската амбасадорка во земјава Вероник Улман. Вкупната вредност на проектите за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој е 2,3 милиони швајцарски франци за 7 плански региони. Министерството за локална самоуправа обезбедува 54% од средствата, а 46% е поддржано од Швајцарија. Министерот Пенов истакна дека проектите кои ќе се финансираат се одбрани со консултација со граѓани од секој плански регион. Швајцарската амбасадорска пак потенцираше дека планските региони имаат долга листа на потреби, но поставувањето приоритети, креирањето и финансирањето проекти кои имаат опипливи резултати и долгорочен добротвор во животите на луѓето остануваат како потешкотија за планските центри и за регионалните совети. Министерот и амбасадорката разговарале за отварање на уште еден грант за планските региони преку кој ќе се финансираат и проекти за енергетска ефикасност за општините, за да можат побрзо да се прилагодат на потребата за поголемо штедење на електрична енергија и поефикасно функционирање. Ескалира состојбата на Струшкото детско оделение. Дневно по 100 деца од целиот регион бараат помош. Само 5 педиатри се грижат за лекување на децата, откако детското оделение во Охрид од пред една година поради недостиг на педиатри работи само како амбуланта. Лекарите бараат надлежните да го решат проблемот. Алармантна состојбата на детското оделение во Струга. Дневно по 100 пациенти ја полнат болницата. Само 5 специјалисти педиатри се грижат за лекување на децата од целиот регион Охрид, Струга, Дебар и Ресен. Лекарите се жалат дека се преоптоварени од работа, бараат надлежните да изнајдат решение. Стварно работата е големен обем на работа, нон-стоп сме на работа, значи 5 души сме горе на детско, држиме цело детско оделение и неонатолошкиот одел. Детското оделение во Охрид повеќе од една година поради недостиг на педиатри работи само како дневна амбуланта. Лекарите бараат помош и од матичните лекари во периоди кога респираторните инфекции кај децата земаат замав. Педиатри нема. Тоа е актуелно во нашава држава. Матичните лекари треба, да речам така, да се изразам, да згазат малку, затоа што тие работа со прва смена, немајќи потоа замена и истите пациенти мора да идат кај нас. Последната најава од Министерството за здравство е дека од јануари идната година неколку педиатри од земјава ќе дојдат да работат во Охридската болница. СВР Охрид спроведува мерки против нелегалната трговија со пиротехнички средства и едукативни предавања за штетноста од нив. Во пресред на новогодишните и божикните празници, СВР Охрид спроведува мерки против нелегалната трговија со пиротехнички средства, а оделението за превенција отпочна со едукативно-превентивни предавања и презентации за учениците во основните и средношколските центри. Целта е укажување за сите штетни последици по човековото здравје од употребата на пиротехнички средства и запознавање со законските последици кои произлегуваат од неовластената употреба на пиротехниката, вели портпарол на СВР Охрид Стефан Димовски. Согласно Законот за заштита од експлозивни материи, пиротехнички производи се средства што се употребуваат за огномети, како и предмети што содржат прскави состојки кои со дејство на експлозив или други состојки служат за постигнување ефекти на оган, чад, светлина и пукање и се класифицирани како експлозивни материи.
Пиротехничките средства во Законот за заштита од пиротехнички средства се квалификуваат како експлозивни материи со кои промет единствено можат да вршат правните субјекти кои се регистрирани за таква дејност. Во согласно со истиот закон, промет со експлозивни материи можат да вршат трговски друштва кои се регистрирани за таква дејност во Централниот регистар и имаат одобрение за дејност од Министерството за внатрешни работи. Против сите граѓани кај кои ќе бидат пронајдени петарди и други пиротехнички средства ќе бидат поднесени соодветни пријави. Основното училиште Григор Прличев од Охрид блеска во празничен сјај. Под мотото "Подари среќа за среќна нова", родителите во соработка со училиштето Григор Прличев во пресрет на празниците спроведоа заедничко декорирање и украсување на централниот објект и на подрачното училиште во насел Барача. Училиштето наликува на вистинска празнична бајка, благодарение на иницијативата на Советот на родители и успешната соработка на Советот со раководството на училиштето и наставничкиот кадар, како и ангажираноста на родителите. И сето тоа како подарок за поубава и посреќна нова година на децата, на кои училиштето им е втор дом. Сакаме ваквиот наш ангажман да премине во традиција, подарувајќи среќа токму на нашите најмили. Да ја разбудиме свеста за убаво, хумано и креативно и кај децата и кај возрастните. Оваа наша соработка и активност нека биде поттик и пример и за другите училишта, а најважно, кој дели среќа, таа се множи. За сите нека биде нашето мото, велат од Советот на родители. Најавуваат и новогодишен базар со хуманитарна цел во вид на хепенинг, планиран токму пред новата година. Нема потреба да измислуваме нови механизми за понатамошно постоење и функционирање на бугарските клубови во Македонија. Доволно е да се почитува донесениот закон, одговори денес на новинарско прашање председателот Стево Пендаровски. Веќе регистрираните здруженија согласно измените на законот се должни во рок од 3 месеци од стапување во сила на законските измени да го усогласат своето име или назив, цели и дејности согласно одредбите. Во спротивност се бришат од Централниот регистар, зашто Министерот за правда веќе донесува одлука. Немаме потреба да измислуваме начин, затоа што постои закон кој го донесовме неодамна во нашиот парламент со поддршка и на власта и на опозицијата, и то прилично брзо за македонски услови. Се согласивме околу клучната содржина. Рокот тече за усогласување по однос на имињата на клубовите, че само треба да се почитува законот без да се измислуваат нови механизми за постоење на тие клубови. Тие треба да постојат, меѓутоа треба да ги почитуваат и чувствата на македонците, а сите македонски граѓани, сите луѓе кои живеат во Македонија, а најдобар начин за тоа е да дадат имиња на клубовите кои немаат никаква врска со фашистичкото минато. Денеска се навршуваат 4 години од прераната смрт на градоначалникот на Охрид, професор доктор Јован Стојановски. Стојановски за градоначалник на Охрид беше избран во октомври 2017 година. Во знак на почит и сеќавање на неговото дело, во 2019 година постхумно му беше доделено невисокото општинско признание Свети Климент Охридски патрон на градот. Пред да стане градоначалник, Стојановски работеше како професор по економски науки и доктор по меѓународен туризам и маркетинг менеджмент. Долги години предаваше на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, каде извесен период беше во деканската управа. Охриѓани го паметат како почитуван член на академската заедница, татко на градот, но пред се како насмеан човек, секогаш пријателски достапен за своите сограѓани. Стојановски ненадејно почина на 15 декември 2018 година на 48 годишна возраст. Беше оженет и татко на 2 деца. Следуваат вестите од светот. Српскиот министер за одбрана Милош Вучевиќ изјави дека Србија нема да се откаже од барање за формирање заедница на српски општини за Косово. Тој објасни дека заедницата е облик на автономија и гаранција дека српската заедница може да живее во тие области и потсети дека Европската унија е гарант на тој договор. Посочи дека Србија мора да остане посветена на мирот и стабилноста, а главниот интерес е да се зачува мирот. Армијата на Србија од 2 ноември е во состојба на засилена борбена готовност по наредба на председателот на државата Александар Вучиќ по најавата на беспилотни летала за кои се вели дека ги набљудувале воените објекти од правец на Косово.
Медицинските сестри на Националната здравствена служба денес ќе учествуваат во првиот национален штрајк во Велика Британија, бидејќи жестокиот спор со владата за платите го зголемува притисокот врз веќе преоптоварените болници во еден од најпрометните периоди од годината. Се проценува дека 100.000 медицински сестри денес ќе штрајкуваат во 76 болници и здравствени центри, откажувајќи илјадници операции кои не се воитни случаи и десетици илјади амбулантни прегледи. Велика Британија се соочува со бран штрајкови оваа зима, парализирајќи железничката мрежа и поштенските услуги, аеродромите се подготвуваат за прекин за Божит. Сепак, од сите штрајкови, сцените од штрајкот на медицинските сестри оваа зима ќе бидат најзапаметени за многу британци. Британскиот премиер Риши Сунак планира да воведе закон против штрајкови за да ги заштити животите и средствата за живот, објави денес Daily Mail. Сунак рече дека се надева одводачите на синдикатот може да увидат дека не е во ред да им се предизвикува непријатност на многу луѓе, особено за Божит. Едно момче загина во уличните нереди и навивачки конфликт по полуфиналниот надпревар на светското првенство меѓу Франција и Мароко во францускиот град Монпелје. Според извештаите на локалните вести, момчето било насилно удрено од автомобил, било пренесено во болница, но набрзо потоа починало како последица на повредите. Полицијата го истражува овој трагичен настан. Околу 100 навивачи беа приведени синоќа во Брисел поради нереди откако Мароко загуби од Франција со 2:0 во полуфиналите на светското првенство. Навивачите се приведени поради нарушување на јавниот ред и мир, оштетување на 2 полициски возила и поседување забранети огномети. Делови од улиците во центарот на градот биле опколени во пресред на надпреварот. На улиците имало купишта запалено ѓубре и голем број полицајци со опрема за контрола на нередите на улиците во Брисел. 2 лица загинаа во голем пожар во нафтена рафинерија во рускиот град Ангарск во југоисточен Сибир, соопшти одделот на истражниот комитет за областа Иркутск. 5 лица се повредени во пожарот, изјави на Телеграм гувернерот на Иркутската област Игор Кобзев. Кобзев додаде дека пожарот зафатил површина од 2500 метри квадратни на петрохемиската компанија Ангар. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.